Криминал, корупција, владење на правото, условите во правосудството, сите овие работи ќе бидат сериозна пречка на Македонија на патот кон ЕУ. Бугарија не е единствен проблем. Експертите порачуваат дека Македонија мора многу да работи на домашните задачи, доколку сака напредок кон Европската унија. Отворањето на поглавјата при евентуален старт на преговорите со ЕУ ќе представува сериозна главоболка на сите во власта, бидејќи токму таму доаѓаат најголемиот број од проблемите. Симонита Кацарска од ДЕПИ порачува дека зборовите на холандскиот амбасадор за условите во правосудството нема да се единствените кои Македонија ќе ги добие наредниот период. Видете, независноста на судството е една од клучните постулати на поглавието 23, меѓутоа треба да се гледа пошироко, бидејќи тоа е основата на кластерот основи. Несомнено е дека случувањата во судскиот совет нема да бидат предмет само на интерес на холандскиот амбасадор. И поглавието 27 животна средина, поглавието кој што се однесува на земјоделството не треба да го занемариме ние. Како пример дека не чека тежок и трновит пат и по евентуалното внесување на бугарите во уставот, може да ни послужи Црна Гора која веќе цела деценија преговара, но во овие делови или стагнира или назадува. Милена Мак од Институт Алтернатива од Црна Гора кажа дека иако и повеќе од деценија нејзината држава преговара, има затворена само мал дел од поглавјата во преговорите. Црна Гора постае полако рекордер Црна Гора полека станува рекордер во должината на процесот на преговори, со оглед на тоа што на крајот на овој месец ќе одбележиме 11 години од почетокот на преговорите, а имаме само 3 затворени поглавја. Така што иако често слушаме од Брисел дека најмногу се имаме оттргнато во процесот на пристапување, дефинитивно таа титула на лидери не е заслужена или не е испратена со адекватна содржина во смисла на одржливите резултати. Керолин Џонсон од Европското партнерство за демократија ни порача дека владењето на правото е најважниот сегмент, без кој многу други работи на патот кон ЕУ би биле невозможни. Демократијата, слободите, фундаменталните права, сите тие може да дојдат само ако го има владењето на правото. Тоа важи за Македонија и сите други земји кандидати. Заменик министерката за правда Викторија Аврамовска Мадиќ вели дека извршната не се мешала во работата на судската власт, а оние кои се дел од правосудниот систем сами требале да сработат за подобри резултати. Можам само да им порачам на сите во судството, во правосудните органи, во судската фела, дека треба да изнајдат сами да смогнат сили и самото судство и самите членови да си ги решат проблемите што поскоро, бидејќи само тоа ќе биде начинот да почнат да ја враќаат довербата кај граѓаните во правосудните органи. Во ваква ситуација, со ваква слика, довербата ниту ќе може да се врати без разлика што се ќе направи оваа влада. Овие пораки доаѓаат во моменти кога власта ја убедува јавноста дека најголемата пречка на европскиот пат ни биле уставните измени, иако секојдневно доаѓаат критики во однос на владењето на правото и условите во правосудството, а Брисел ја критикуваше злоупотребата на европското знаменце околу законите за коридорите 8 и 10Д.